Еден од македонците кои што настапуваат во Звездите на Грант оваа сезона, Филип Пецовски, за многумен е миленикот на Елена Карлеуша. Денеска кај нас во Репортер. Филип, здраво. Здраво, здраво. Дали имаш и ти такво чувство дека си миленик на Карлеуша? Па да ти кажам искрено, Да. има стварно добри кандидати и све. Не сакам никош да зборам така сам за себе. Оставам на публиката да каже. Сега не сакам да се правам дека сум и фаворит. Тоа не го кажува само публиката, го кажуваат и српските медиуми, а го кажуваат и нејзините реакции кога настапуваш. Значи, јас знам дека она ги поддржува сите нејзини кандидати, меѓутоа кога си ти на сцена, станува, игра, пее. Дури се сеќавам и на ситуацијата со бакнежот кој што беше после вториот круг. Може би бидејќи така сме некако како сличен стил, така имаме енергични настапи, ја и она и може би коме гледа како настапувам јас. Може би тоа радува, тоа што исто ме некој сличен стил, по настапите, енергијата, контактот со публиката и така сите кои тие што ме знаат и што биле порано кога настапував тука, кога биле знаат дека ја не можам да бидам мирен. Тоа ми е најголемиот проблем да седам мирен. Тоа сега се потрудам во следниот круг може би да да нешто контра. Ти всушност и некако ја купи публиката, меѓутоа го купи и жирито со твоите настапи. Првиот настап, кога жирито не знаеше кој настапува, имаше толку големи овации од самата публика, што буквално те натера да се вратиш на бис, да го повториш сето она што го направи на почеток, за да видат. Бидејќи првиот круг беше зид кај што не може жирито да те види кој си, што пееш, мислам што пееш, не знаат, не може да види кој си. Само те слушаат и се мислам моите дома како биди мирен, немој да толку енергија, пак те слушаат, не те гледаат. Ама кога искочив на сцената, кога така целата публика, све, не можам, јас сакам преку музиката да комуницирам со публика, едноставно и ја да уживам и они да биде све да биде весело и така како се исклучи тоа рипање, атмосфера, пеење, тоа беше као сите стана. Што кажа и у Грант, тоа било невидено до сега така некој на прв настап така како да е. Ама добро, јас сум задоволен. Имаше прекрасни реакции и од публиката и мене баш ме радува што За тебе некако во ист момент се затепа и Марија Шерифовиќ и Елена Карлеуша. Зошто ја избра Елена? Па и Марија, да кажам, и Марија е стварно професионалец, значи стварно знае да те научи ама пак со Карлеуша некако сме по-слични во нашите стилови, пак Марија е по-емотивец, можам да кажам. Незините настапи се по-емотивни. Сите што знаат, што сме правиле момент, знаат дека им кажав ја идам во Белград, сика по Карлеуша. Каква е Елена кога ќе се изгасат камерите? Па Каква е приватно? Многу културна, фина, многу интелигентна жена, која што си ја знае работата и баш можам да кажам родена за шоу бизнис. И колку што сме правиле моабе да сега можеш да научиш многу работи за шоу бизнисот од неа. Веќе стварно си искуство и Ви дава совети на тебе и на другите кандидати Да. кога се исклучени камерите, кога немате проби, кога не работите? Колку имаш слобода да и пишеш, да и се јавиш и да побараш некаков совет од неа, односно тоа што го спремаш? По Facebook или по така да се јавиш, понема време што и таа е нонстоп по настапи, нонстоп по интервјуа, нонстоп, али вака за тоа имаме денови кога идеме во Белград, кога и таа и ние имаме одвоено време за да работиме заедно и тој ден, дали пред камерите или после кога се гасат камерите, имаме околу 2-3 сати сигурно за разговор, за совети, за песни и до сега сум презадоволен, па сега ќе видиме за понатаму. Медиумите пишува многу и за моментот кога Елена среде проба те натера пред сите да легнеш, те предизвика да правиш склекови и да пееш. Какво беше чувството? Како се снајде тогаш? Тешко беше да се пее? Не, јас сум секогаш за предизвици сум прв, така. Сум роден за предизвици некако и искрено немав пробано таква работа, не ми текнало, за може само на неа ти текне таква интересна работа. Ама зашто да не? Може би следно па стој на раце и нешто. Ќе видиме. Веќе се подготвуваш за третиот круг, овој пат со Ивана Петерс. Да. Така, колку е различна пак незината енергија во однос на она на Елена? Дали научи нешто ново од Ивана? Да, Ивана е исто.
Значи, можам да кажам дека е еден од најдобрите гласови на целиот Балкан. Значи, ама е помирно од Карлеуш. Значи, Карлеуш е така знае да збори. Ивана е така, по-конкретно само за пеењето, али пак за совети, еви стварно сега за третиот круг за песните што ги избравме, значи стварно ми даде добри насоки кои што се надам дека нема да ја разочарам се во третиот круг. Како почна твојата приказна со Звездите на Гранд? Сам се пријави во шоуто или некој те пријави? Па, тоа е интересно, вака јас бев во Лондон, веќе таму живеам веќе 2 години. И значи музиката е нешто што стварно што го сакам, го работам од љубов. И ја имав план да снимам неколку мои песни, ама ете така со една другарка што случајно правевме муавет, зашто не се пријавиш на некој вакво шоу, интересен си, можеш да направиш нешто. Како ми дое некој нов предизвик за мене, веќе никогаш не сум учествувал претходно на некој вакво шоу и имавме аудиции. Да, дојде специјално за аудициите од Лондон? Имаше аудиции тука во Скопје. Дојдов јас, го поминав, ми се јавија и сега сум тука, еве, за шоуто, да видиме до кај ќе. Колку ти се смени животот во изминатите неколку месеци од кога почна да настапуваш во шоуто? Дали луѓето те препознаваат кога излегуваш на улица? Дали девојките ти се пуштаат повеќе? Дали добиваш непристојни предлози во пораки или вака во живо? Ми доаѓали пред тоа, само што сега еве сум се појавил пред камерите, има повеќе на телевизија, по портали, по тоа нормално, девојки да си го, али тоа ќе си остане приватно. Добиваш непристојни предлози? Па има секакви работи, има и слики, предлози, свашта, ама Си прифатил некој? не, вака тоа да не го кажуваме вака. Така. Кажа дека последниве 2 години живееш во Лондон и дека тама си отишел по завршување на средната школа. Да. Во Лондон, каков е животот во Лондон? Што работиш таму во момент? Значи, тоа беше една стварно ризична одлука за мене, бидејќи бев мал, пак бев ставен на еден голем предизвик да заминам на 18 години од семејството, од пријателите, и се мислев неколку месеци дали да идам, дали не, пак имаше некој страв во мене, ама тоа може беше најдобрата одлука во мојот живот до сега, како што. Работиш како фитнес тренер, Фитнес како тренер, да. личен. Лондон е еден град што голем град, околу 8-9 милиони жители, каде што стварно можам да кажам светска метропола, каде што можеш да видиш колку, еве не сакам да зборам лошо за Македонија све, ама можеш да видиш колку се понапред од нас во многу работи и мислам дека и ние вака треба да ги пратиме тие трендови, тие светски, за да може и како од Македонија да ја представиме дали во фитнес, дали во музика, дали во други работи. Мислам дека би имали успех доколку се следат тие трендови, да. Кажи ми колку време во текот на денот посветуваш на вежбање на својот изглед, на работа на своето тело, се храниш ли здраво? Да, тоа значи. Си дозволуваш cheat days? Па да. Хамбургери, да. висококалорична храна или не смеш? Па сега вака кога се спремам за некој настав вака, дали тогаш стварно имам што се викаме ние диета. Така колку јадеш, пазам, колку вежбаш, значи една програма. Не е баш лесно, ама затоа ако почитуваш, ќе имаш и резултати. Кога си во Англија, што македонско ти фали најмногу? Па било кај сите што се на страна и не само во Англија, во другите држави, значи колку и да си успешен таму, секогаш ти фали тоа што таму кај што си роден, кај што ти е семејството, пријателите, спомени од детство и не. Зашто ние тоа што мене најмногу ме нервирало? Зашто пример јас ако имам талент музика, некој друг во медицина, зашто ние да место да бидеме тука во Македонија, да нашите таленти да ги покажуваме, да ја представуваме Македонија, зашто да представувам некоја друга држава која што не е моја матична земја, кај што моите успеси, тоа ја представувам мојата држава. Значи Македонија, македонец, кога ќе отидам на порталите, српски портали кои пишуваат македонецот кој што направи шоу, пак ќе представувам мојата земја со нешто. А вака кога си таму на страна,
Значи ние колку и да се правиме дека сме, значи таму 80% не знаат што е Македонија. Значи кој јас сум се представувал. Тешко ти е да им објасниш на луѓето каде е Не е тешко, Македонија, нити ми каде се интересно, наоѓа во... нити ми е интересно кога ќе почнеш да објаснуваш. Што им кажуваш најчесто за Македонија? За Македонија? Да. Па ние вака млади проси правиме муабет за какви девојки има, за журки, за ете така. Ама имат луѓе што стварно ги интересираат и историјата наша и стварно ти убавини што можеби кај нив ги нема. Ми кажа дека свириш на пијано. Компонираш или свириш за душа? Па се трудам и да компонирам, ама пак тој дел уште не, бидејќи свирев подобро, свирев порано. Али едно време Заради фитнесот го запостави па пијаното? да, повеќе бев посветен на фитнесот и малце музиката ја ставив на страна еден период. Деки пак тука школото, пак да учиш, пак да се и фитнесот не е баш толку едноставно само да одиш во теретана и да вежбаш, пак си има други работи. Што се надеваш дека ќе се случи по шоуто? Се надеваш ли на победа? Па да, секогаш јас сум позитивен, никогаш не идам нигде само за да учествувам. Тоа ако ќе го слушнам, тоа ми е некако како само за да учествувам. Ако сакам да се забавувам, ќе одам во кафана негде или со другари, ќе се забавуваме, ќе пееме, али вакво нешто. Значи, идам со помислата победам. Па сега, значи не ги гледам другите кандидати како ривали. Значи никогаш не ги гледам да бидам подобар од нив. Секогаш сакам да сум подобар од самиот себе што сум бил. Сега ако сум бил на првиот круг, си ги гледам настапот кај сум имал грешки, дали сум имал за следниот круг да бидам подобар и подобар.